пример. Министерот за одбрана во изминатите месеци, посебно првите неколку месеци од неговото поставување, многу пати гостуваше на телевизии, кажуваше дека Министерството за одбрана е оштетено со 20 милиони евра од тужби против Министерството, кои што ги добиле припадниците. И кажа дека не се почитувал колективниот договор и не се правеле спогодби за тие тужби. Сега, прашањето е, спогодби за одредби од колективниот договор за тужбите, кој прави Министерство за одбрана? Правната служба. Правната служба не го правила тоа. Раководител на правната служба во периодот на кога се направила штетата од 20 милиони, во времето на Славјан Петровска, било едно лице. Сега истото лице е раководител на истата правна служба. Значи, индиректно, според изјавите на министерот... Има некаков дил? Па, сигурно има некаков дил. Тоа треба да си го испитат. Министерот за одбрана најави дека ќе поднесе неколку пријави и кривични пријави и до финансиска и до обвинителство. Видовме ли до сега такво нешто? Не видовме. Многу интересно што ова лице, кој што раководител на правната служба, каде и доди министерот, он е во него најблиска близина. Значи, дали е тоа причината зошто не се поднесуваат пријави против претходното раководство кое што е направило таа штета?